Поштинени гледачи, добро вечер. Петок е, 21 часот. Ова е подкаст Радар, а јас сум Сотир Костов. Се дружиме, ќе разговараме на актуелни теми. Вечерва ќе се дружиме со академската фела. Гостин ми е професор доктор Самуил Малчевски, доктор на економски науки, професор науки. Самуиле, добра вечер. Добро вечер. Добро дојде. Да си добро дојден, сини. Како си, Самуил? Добар? Жив, здрав? Па фала му да Бога, да. Така. Како сте ти добар, се одамна се немам Се трудам да бидам добар, пензионерски. Нешто успевам, нешто не. Нешто е до километражата, нешто е до фактурите кога доаѓаат на наплаќање. Ама еве се дружам со вас помладите, па ми е малку подобро да ти кажам. Ај малку вака шеговито да почнеме. Студентите слушаат, не слушаат, учат, не учат. Ти како професор, како си задоволен? Па има од до, генерално и начално. Так. Имаме и доста квалитетни деца кои Тоа е што се убаво, заинтересирани, се чуе. да, апсолутно, кои што се заинтересирани и да учат и да научат и да соработуваат и да работат. Сега имаме и од оние другите. Ама мене ме радува фактот што години веднага назад некако се поговеќе е бројката на овие што сакаат, што се интересираат, што се желни да учат. Па убаво. Вие професорите сте луѓе кои надвор од семејството не ги доваспитувате и образувате децата и мораме да веруваме во вас и само да ви посакаме добро здравје и така една добромисла да најдете добра конекција со нашите млади генерации од причини што не смееме да ги оставиме на улицата и на пороците, туку науката си е наука, знаењето си е знаење, како беше? Знаењето е моки. Апсолутно. Така. Апсолутно. Пако знаењето е мок, професор, ај вака да почнеме сега. Светот годинава некако тргна во некоја насока, така малку не баш посакувана. Имавме една интервенција и киднапирање на еден председател. Ајде да речеме тоа сега не е актуелно. Се отвори ново жариште. И јас вака би рекол во една книга што пишувам политичка пропаганда и политички маркетинг, преклопување, контрадикторности, спротивности и така натаму. Во првата глава почнувам војната на зборови од секој пат било вовед во вистинската војна. Забележувам дека овој пат имаме и војна на зборови жестока, ама уште пожестока војна, конкретно мислам на Иран и нивните недоразбирања со Соединените Американски држави и Израел, ама не мислам само на Иран, да не ја заборавиме субсахарска Африка, да не ги заборавиме таму војните и како да се малку потиснати, маргинализирани, да не ја заборавиме Украина, пак се пука, пак се бомбардира и во Газа. Како професор, како човек кој му се познати економските науки, тоест последиците кои ќе следат сега по војна, веќе ги чувствуваме, како би ни дефинирале што ни се случува во 2026 година? На геополитички и геостратешки план. Во овој момент многу е тешко да се прогнозира во суштина што би не чекало и кои биле последиците. Некако војните кои што ги спомнавте во Африка ни се далеко изолирани, они меѓу себе ратуваат, немаат големо влијание геостратешки. На она што се случува во Украина некако веќе се навикнавме, некако прифативме како дел од секојдневието, но она што ни се случува на Блискиот Исток и како веќе почнува сериозно да влијае на светската економија, заради тоа што таму не тој Ормудски теснец, кој што 20% од светските залихи на нафта се снабдуваат од Блискиот Исток преку него, кој ќе се додаде на ембарго што го има моментално на руската, има врз руската нафта, колку и да се олеснува, сепак постои. Светот веќе влегува во една, не кажам, сериозна економска состојба. Зошто го велам тоа? Тоа што цената на нафтата секојдневно се менува, секојдневно расте, паѓа, веќе не можеме да ја фатиме крај, нема тренд. Ја гласам за паѓање. Па и ја би сакал, ама гледаме дека не. И точно во овој момент покрај на војна со оружје се води на специјална војна која што рековте на зборови, тоа што еднаш ќе излезат ќе кажат едно нешто, цената расте, па ќе излезат ќе кажат друго, цената паѓа, во меѓувреме имаме воени
војни активности. Во секој случај, ова недела имаме тенденција да некако се стабилизираат светските берзи, веќе имаме некој минимален раст. Зборувам не само од берзата на нафта, зборувам генерално за сите берзи, ако тоа можеме да го кажеме како предвесник на она што ќе се случува на воен план, мислам дека не чека некаква си разврска на Блискиот исток, зашто не само она што се случува помеѓу САД, Иран и Израел, него тоа влијае во светски рамки. Например, ние кај нас во само неколку дена нафтата и бензините драстично поскапи, иако владата интервенираш, имаме една блага стабилизација на цената. Сепак не знам колку на долг рок таа стабилизација ќе може да се одржи ради тоа, иако владата има простор да интервенира. Дали го намали ДДВ-то од 18 на 10%, може да дополнително да го намали ДДВ-то, може да влијае во акцизата или намалување на акцизата, но сепак не знаеме, не е предвидливо што би се случувало понатаму. Во овој момент на што посакуваме сите емири пат на цената на нафтата на светските берзи, но да видиме што ќе се случува во следните 10 на 15 дена. И затоа ве прашав, така да го скршиме ледот за емисијава, од причина што сакам да зборуваме и за домашните случувања, што велат хрватите, гибања на политичката и општествената сцена, од причина што току заживеа една позитивна атмосфера, што току почнаа да се одвиват во прва, втора фаза промените на подобро, економска, социјална, политичка сфера, не снајдеа овие светски недобри работи, така да кажам. Се наруши мирот, војни се пука, се бомбардира и така натаму. На домашен план, како поранешен активен учесник во политиката, а сега како припадник на академската фела, како ги оценувате состојбите од промената на власта од пред година и 8 месеца, може би и 10 месеци, до денес, како е вашето видување на промена на состојбите кон подобро или кон полошо? Дали имаме причина да бидеме загрижени геополитички, секако дека имаме. Значи, ова што се случува воопшто не ни дава мир на сите. Но на што можеме да го истакнеме и она што мене ме радна, како 2022 војната Украина Русија почна, имавме една влада, 2026 почна конфликтот на Блискиот исток, имаме друга влада, но тогаш визави сега имаме една политика која што е политика на стабилност и на грижа према нас граѓаните пред се. И сега зошто го кажувам ова? Ако ги земеме цените на нафтените деривати, тогаш знаете дека јас во принцип имам и обожавам да зборувам со бројки, тоа ми е некако они се екзактни. Некако силната страна. Ставовите можеме да ги побиваме, бројките не. Нафтените деривати во Македонија во јуни 22 година доживеале пик. Бензинот тогаш се продавал по 111,5 денари за литар, дизелот 107 денари, 5 за литар. Јас и тогаш говорев дека владата мора да се откаже од екстра добивката да интервенира во ДДВ-то и во акцизата, но тогашната влада, како и по обичај, воопшто не слушаше, сите реше некоја своја шашава политика и сето тоа резултира со инфлација од 17,2% во тој квартал. На крај инфлацијата 22 завршивме на 18,7% и сега ако направиме паралела, инфлацијата во еврозоната тогаш е 8,8%. Да. Значи што имаме голема разлика. Она што сега го прави владата со директно интервенирање во ДДВ-то на нафтените деривати пробува да ја пресретни инфлацијата. Значи пробува да ја пресретни и гледаме дека ова поголема криза. Ова сериозно поголема криза зашто светски експерти така ни стои теснец 20% од светските залихи на нафта поминува, што е голем, тоа е една петтина. И на газ, не само на нафта. Да, и на нафта и на газ. Така да првата мерка на владата изминатите 2 недели дава резултат. Имаме стабилизација на цената на бензините, дизелот порасна за 3 денари после донесувањето на мерката, но немаме драстичен раст кој што имаме на светските берзи. Дека споредиме со 22, мислам дека се помали. Да, споредиме со 22, долар барелот за по долар е помал. Помали се. Не, зборувам и кај нас. И цените. Да, секако сега се помали, веќе кажа веќе бројките. Значи 22 од 84 денари бензин, 85,5 денари
дизел, пораснале на 111,5 бензин, 107,5 дизел, па биле 89 денари бензин, 100 денари,5 дизел, Да. сега ни се 84,5 бензин и 92,5 различно. дизел, што е секако многу помалку и поразлично сето тоа. Паралелно со тоа што владата може во овој момент да го прави е да ја стимулира националната економија, е да продолжи да инвестира во нешто ќе викаме ние капитални инвестиции. Двата коридори 8 и 10, реновирањето на аеродромот во Охрид, другата инфраструктура на локално ниво која што се гради училишта, спортски цели, гледаме дека проекти на локално ниво се во тек. Апсолутно да. И тоа не било какви. Не сериозно че зборуваме, не зборуваме ние направивме чешма негде, па Да, сега ќе се сликаме. Зборуваме за инфраструктура во образование, во здравство, во патна инфраструктура која што е оставаме за генерациите што доаѓаат после нас, ајде да кажеме. Владата можеше едноставно да рече криза е, мораме да штедиме, се откажуваме од се. Не, напротив, гледаме дека они ги продолжуваат капиталните инвестиции, што е директен стимул во националната економија и паралелно со тоа продолжуваат процесите на привлекување на директни странски инвестиции, што секако е дополнителна и додадена вредност на националната економија. Владина делегација беше на самит изминатава недела во Будимпешта, што фокус на самитот беа привлекување на странски инвестиции, што е сериозен напор да се стабилизира националната економија преку тие директни странски инвестиции. Сега, дали има простор владата уште да интервенира? Да. Ама ајде да почекаме да видиме како ќе се развива кризата. За сега гледаме дека добро се снаоѓаат. Так. Искрено не би сакал ни да помислам што би било ако ние претходните беа на властот и видовме во криза од помал обем. Професоре. Драстично. Да, апсолутно. Во позитива на сега. Во криза од помал обем они не се откажаа. Без субјективизми, без тенденциозности и новирање. Бројките се многу екзактни. Бројките, да. Значи ние завршивме 22 година, ние имаме завршено со, пак ќе се навратам на бројките, 18,7% инфлација. На ниво на еврозоната е 8,8% инфлацијата. Секако е многу сериозно. Сега, ајде да видиме што се случуваше 21. Јас последниве години обожавам да го анализирам Западен Балкан, оти некако па тука ни е. Таа кованица со тој план за стабилизација. Иако јас Западен Балкан не го сакам. Кованицата, мислам, апсолутно, синтагмата. Ама тоа е некако да. Во рамки на Европска унија така не перцепираат и тоа е пакетот кој што ќе следи понатаму. Например, после ковид пандемијата, во тие 20 година сите имаа негативен раст на БДП. Што се случи 21 година? Сите 5 земји од Западен Балкан инвестираја сериозно инвестиции во капитални инвестиции. Па имаја, например, Црна Гора има 13% раст на БДП, Србија има 7,9%, Босна 7,4%, Албанија 9%, Косово има 10,7%. Ние имавме, за жал, само 4,5% раст на БДП. 22 во кризата, пазете, криза беше во Црна Гора, 6,4% раст на БДП. Србија има 2,7%, Босна има 4,2%, Албанија има 4,8%, Косово има 4,3%. Ние имаме 2,8%. Она е тоа кога, ако се сеќаваш кога зборувавме, нема ништо, не се прави, не се инвестира, каде се... Инертност покажа тогашниот систем, поточно тогашната власт. Тони цело време устите им беа полни со Европска унија и со глупостите кои што... Само со тоа се бавија и со промена на име, економската и социјалната политика ја изгубија. Ја изгубија комплетно. Да. Изгубија комплетно. И затоа бројките им се вакви какви што им се. Сега гледаме проактивност на владата во тој поглед. Сега статистика треба до крајот на другата недела, петок сме денеска, до крајот на другата недела да излезе со бројките за првиот квартал, па ќе можеме малце попластично да ги објасниме низ бројки работите, но и моменталните бројки покажуваат дека се води една стабилна политика. Ако на ова се додаде и она што го прават институциите, конкретно државниот пазарен инспекторат, кој што гледаме и лиферувано во јавност да се преку 30 тимови е присутен на терен, владата се обидува во овој момент да држи инфлацијата под контрола и успева. Бројките покажуваат во овој момент дека успева да ја држи инфлацијата под контрола. Па добро, и информациите од Народна банка што доаѓаат во поглед на монетарниот систем се во овој момент се ветувачки и ветувачки. Подобро е ветувачки. Подобро да кажеме дека се ветувачки. Пак ќе кажам, криза од голем обем,
сериозни војни операции се водат на територија која што во светски рамки 20% не снабдува со нафтена и нафтени деривати. Така да не се знае што би се случило. Те многу е тешко да се предвиди. Нема модел кој што може да даде јасна прогноза што би се случувало во следните 3, 6, 12 месеци. Малку додеме на политичко план, општествен план. Се употребува во јавноста од опозицијата и дел од медиумите еден израз: оваа власт ја изолирала Македонија, Македонија е изолирана. Мене не ми е јасно тоа, ама ајде, еве као гостин, вас ќе ве прашам, професоре, пред некој ден беше овде председателот на Црна Гора. Овој месец што следува, ќе дојде уште еден председател чином на Швајцарија. Нашата председателка нонстоп е активна и на меѓународни собори и праве билатерални посети званични државни и така натаму. Премиерот не застанал со својот тим да е активен на меѓународен план, па без разлика дали станува збор за Брисел, еве на самитот Будипешта го спомнат, еве сега се спрема некој диалог со нашиот стратешки партнер во Вашингтон за неколку дена и така натаму. А се објаснете ми вие као професор, каква е оваа изолираност? Беа овде званичниците од Брисел, што ги ја нарекувам бюрократите бриселски. Каква е оваа изолираност? Ја ќе те вратам малце поназад. Ајде. Текнува дека ние имавме премиер кој што се жалеше дека не го пуштиле на вечера на самит на... Да, убаво, сега, симпатично. Сега, ако споредиме со тоа, Мицковски на самитот на Европска народна партија седеше во втори ред, веднаш позади Форнерлайн. Вие сте многу... Да, таа слика ја имаме. Многу поискусен од мене, знаете дека на една такви слика самити, илјаду зборови. На такви самити, тоа е толку прецизно обмислено, каде, што, како. Протоколот е врвен, професионален. Така е. И со сето тоа се праќа една многу силна политичка партија, порака. Сега, како ние пред неколку години, кога нашиот тогашен премиер и лидер на сегашната опозиција, тогаш Слободачка партија, не го пуштија на вечера, не бевме изолирани, а сега кога лидерот на сегашната власт седи на клучно место на еден таков клучен настан, беа присутни во Давос, беа присутни на Берлинскиот самит. Гледаме дека се сега во Будимпешта. Како сега едноставно сме ние изолирани. Да. Гледа во умовите на опозицијата. Видете, знаете како. Мене што е она што ме радува многу пати и претходно сум го зборувал. Не само Брисел, и сите наши останати стратешки партнери мора да се навикнат или да прифатат дека веќе овде немаме пластилин политика, дека немаме државници кои што да ти викаат да прифаќаат се, него додат државници кои што имаат став. И уште е подобро, тој став е многу убаво објаснет со факти. Сега, ако е тоа изолираност, ако ние гледаме дека имаме една линија на одбрана на македонските национални интереси, најбитното, што е најбитно од се. И таа линија полека гледаме дека завзема место во Брисел и ја прифаќаат како таква. Ние имавме пред 2 недели на Европскиот парламент усвоена стратегија за проширување на Западен Балкан, ако се сеќава, на Европската унија. Да. Ако ние убаво видиме во таа стратегија и во комуникето или соопштението кој што го споделија, веќе никој не ги спомнува билатералните прашања. Јас седнав и анализирав околу 20 страни таа стратегија. Апсолутно веќе зборуваат за критериуми, за копенхашки критериуми, за европски вредности. Тоа е најбитно во евроинтеграциите, во патот кој треба да го изодиме, а ние и одамна сме го изодиле. Сме го изодиле. Ако ги видиме билатералните скрининзи со нас и со другите земји од Западен Балкан, ние во тој процес сме многу понапред. Некочено билатерално прашање кое што не е грешка на оваа влада. Некој месец не сме под мониторинг единствено ние. Така е. И од планот за раст на Западен Балкан само ние 2 пати имаме искористено средства. Да. Зборувам за официјални информации објавени на сајтот на Европската комисија. И како ние сме изолирани сега? Па добро. Ја не мислам дека сме изолирани, ама го употребив речникот на принципот на 100 пати повторена лага да стане вистина, веќе никој не верува. Еве, ајде сега одиме на конкретно со истражувањата. Зошто никој не верува? Ние имаме од оваа недела истражување на една реномирана меѓународна организација која што вака вели.
СДСМ и коалицијата 4,9%, ВМРО 24%, ЗНАМ 21%, Левица 3,1%, ДУИ 4,8%, Вреди Беса или Беса Алијанса, таа структура 5,1%, не знам 15,3%, ниту една 28,1% и одбива да одговори 12,2% или во онаа сива зона имаме 55,6%. Професоре, Сега. потпрашање. Ако споредиме, На што се должи оваа дискрепанца во позитива за власта, во негатива за опозицијата, толку голема разлика во рейтинзите? па Се збориме за партиите. Народот не ја препознава опозицијата како чинител во општествено-политичкиот живот. Вие, еве например, да одбиете да појдете на лидерска средба. Макар и да не се сложите со што е кажано таму, ама треба да појдите. Тоа беше самоубиствено. Да појдите, а не вие да викате не одам ја на лидерска средба. Самоисклучување од општествените и политички токови. И како ви очекувате тоа да биде препознаено од секој разумно што размислува? Апсолутно не е Еве го препознаено. препознавањето. Еве го. И сега ќе ви кажам Ајде. што е моментот. Например, имаме анкети од декември 25 година. Да спореди. Не, јас имам и од 2017 анкети. Јас ако е некој Слободно повелете. ако ги води и ги прати тие работи, ја многу ги водам и темелно ги пратам. Например, СДСМ декември 25 имала 9,6% рейтинг. Сега има 4,9%. Дупло. Преполовен е рейтингот. Преполовен. ВМРО имало 26, сега има 24% рейтинг. ЗНАМ имало 3,9, сега има 2,1. Можеме да кажеме дека тука е преполовен рейтингот. Левица имала 5,9, сега има 3,1 и тука е преполовен рейтингот. Пак е дуи да не зборуваме од 8,9 од 8,9 на 4,8, кај Вреди од 8,2 на 5,1 рейтингот и натаму она сива зона е 36%, сега е 55,6%. Сега, ако видиме, не знам, декември 25 имал 11,7, сега има 15,3. Ниту една од 13,3 на 28,1. И одбива да одговори од 11 на 12,2. То секој пат го има. Секогаш го имало. Право демократско. Но ниту една е скоро дуплирано незадоволството или викаат ниту една не гласа. И сега ако се навратиме на споредбата на рейтинзите декември 25-та со март 26-та, можеме да видиме дека практично ова се гласови на опозицијата. И тука се отвара несериозно прашање на можност за појава на нов политички субјект во опозицијата. Пред некој ден зборев на еден друг медиум јас за тоа, сега е моментот. Бројките го Бидејќи покажуваат тоа. и треба на оваа власт Бројките го коректив и нешто појако сега наречено опозиционо. Ајде да се вратиме 21-22 после локалните избори. Имаме и ВМРО ДПМН и тогаш има околу нешто помалку од 2% пат во рейтинг. Да, но тогаш почнува растот. Од 23 се навратиле на 21,7, натаму почнува растот 26,7, Имаме 4 победи 29,9 и така. Кај СДСМ падот тогаш е околу 5%, од 17,6, мане повеќе од по 5%, 12,3. Ама сега е дупол падот кај СДСМ. Ако одиме чекор понатаму, ајде да видиме ако ова пробаме да го пресликаме на парламентарни избори. Ги имаме анкетите 24-та, со тоа што анкетите 24-та се правени во време на избори, во време на изборна кампања, што е многу поразлично од вие да правите анкети кога немате избори, кога премиерот јасно ви кажува следните 2 години нема избори, одиме на што резултатите се вакви. Па СДСМ имало 12,06%, 24 рейтинг, сега има 4,9. ВМРО ДПМН имало 22,7% рейтинг, сега има 24. ЗНАМ имало 3,1, сега има 2,1, Левица има 3,6, сега има 3,1, ДУИ има 6,4, сега има 4,8, Вреди има 6,3, сега има 5,1. Сивата зона е 44,9, сега е 55,6. Човек, бројките викаат дека утре, ако има дека Мицковски бега од избори, утре ако има избори, па ова би било помалци или повеќе, сигурно би било ВМРО ДПМН на 60 претеници. Голема победа. Сигурно. И неспорно е. Бројките го Бројките, ама сега треба да се направи малце подетелна анализа по изборни единици,
анкетата од март 26 е анкета која што е правена на репрезентативен пример. Да, и методологијата е професоре, неспорно е, значи МК е сериозен медиум, нарачателот, Market Vision е сериозно ги погодува, агенција наназад. Сите анкети. Не можеме да ја најдеме замерка голема. Нема. Така да тука нема што. Ајде ќе се вратим уште малце поназад. Ајде, појде. 21. Се сеќаваш дека имаше една агенција која што имаше анкети кои што на крај испаднаа сосема спротивни. На буквата Р? Сосема спротивни. Рейтинг мислите? На рейтинг мислам. Сосема спротивни од резултатите на изборите 21. Тоа е промашување. Тоа не е грешно. Тоа е епска грешка. Епска грешка е тоа. Промашување. На метата е тоа. Дали од тогаш ние слушнавме анкета од таа агенција? Па ја колку следам такви работи, мислам не. Мислам не. Значи, овде станува збор за релевантност. А фронтменот на таа агенција знае да се јави во некои дискусии на електронските медиуми, да учествува, чат пат ги промашува работите, чат пат нешто ќе погоди, ама агенцијата ја нема во истражување. Апсолутно ја нема. нема. Зошто? Па изгледа не е оправена. Така губите на кредибилитет. Да. Са ние сите што помалку или повеќе се занимаваме со статистика, а немаме своји анкети, своји истражувања, нормално тоа бара сериозни финансиски средства, мобилизирање на сериозен кадар кој што треба да ги направи тие анкети, не е само да ги земете бројките, да ги обработите во некоја временска серија. Користиме или на ИПИС или на Market Vision. Анкетите тие се релевантни и низ годините се покажале како приближно најблиски до она што ни се случувало на избори. Така да, она што во овој моменти се случува на опозицијата е на безидејност, кој што граѓаните препознаваат дека е безидејност. Затоа во делот на ниту една имаме толкав пораст. Тоа не се гласови ниту на ВМРО, ама пред избори, за време на избори, тие добар дел се определуваат. Мене животната емпирија ме учи на оние тоа. што викаат не знам и одбиваат да одговорат, отприлика 50% од тие проценти излегуваат на избори 1:3 е во однос на оној кој што важи за победник во очи на избори. Па тие или го дофилуваат победникот, или, нека ми простат, го дозакопуваат губитникот. Така е, отприлика 1:3 историски, ако гледаме низ анкетите и резултатите на изборите, 1:3 е во однос на оној кој што важи за победник на изборите. Не зборуваме власт опозиција. Ако општиот впечаток е дека една политичка партија е победник, тогаш грото од нив гласа за таа политичка партија, и тоа јас ги викам еден корпус на гласови што петок према недела во очи на избори се одлучуваат за кого ќе гласаат. Ај малку за лидерите да зборуваме, па можеме и конкретно еден по еден. Имаше и бројки сериозни за лидерите. Да го видиме лидерството сега. Мицковски има 25,2% доверба, Филипчи има 3,6%, Димитриевски Максим има 3%, Апасиев има 4,2%, Ахмети има 5,6%, Касами има 2%, Меджити има 3,9%, Тревари, мојот губитник, кој што јас му прогнозирав уште тогаш дека ќе биде губитник, има 0,6% и другите се непрепознатливи на листа. За друг викаат 0,9%, ниту еден 47,3%, не знам и не сакам да одговорам, 4,5 и 4,8. Сега што е битно? Битно е да се каже дека во однос на 25-та година Мицковски има 27,3%, има 25,2%, но ако се навратиме пак на онаа паралела 21 со 22 после локални, пак тука негде е околу 2%. Имал тогаш 19,3, сега има, па 22 имал 17,7. Сега има 27,3 со 25,2. Ова е извонреден солиден рейтинг, имајќи го предвид дека сега е власт. И имајќи предвид дека се е напаѓан. Апсолутно, дека во овој момент имаме една сериозна криза која што му чука на врати и секојдневно е под притисок на таа криза. Рековме се борат, се справуваат. Венко Филипче од 5,1% 25-та паѓа на 3,6% 26-та. Историски гледано на сите анкети претходно, кога ќе дојде лидер на опозициона партија, конкретно во блокот КСДС, околу 5,5%, 5,1%, па дури еден Ковачевски 22 имал 5,5%.
5,5% рейтинг, сега Филипче има Кој беше 3,6%. без идентитет, јас би рекол Така е, политички. така е. Максим Димитриевски од 3,8 паѓа на 3, а Пасиев од 5 паѓа на 4,2. Најголем падот е кај Али Ахмети од 9 паѓа на 5,6. Билал Касами од 2,8 паѓа на 2. Кај Меджити имаме мал пораз од 3,5 на 3,9% рейтинг. Отиде локално. И Па, си го знае он бирачкото веќе, тело. веќе во самата коалиција на Вреди апла се гледаат кои се лидерите Да. и кои ги има по И покрај тоа што има еден начин преварување, они се стабилизираат. се стабилизира, апсолутно. Да, и мојот вечетник губитник Арбен Таравари од 2,7%, ноември 24 кога беше дел од владата, анкетите 25-та го нема, апсолутно го нема во ниту една анкета, па сега се појава некаде со 0,6% Мене ми беше рейтинг. многу симпатичен јас, за разлика од вас, професоре, ама сега вака ја приметував нешто и ќе ве прашам да ми одговорите, па и мене да ми се малку да објасни на гледачите. Ја едно приметив. Оваа година воопшто ги нема Гаши, Таравари, Села и Џафери, ДПА. Тоа беа лидери, да се разбереме, во албанскиот Апсолутно. кампус. Гаши од корпус. 2,1, 2,3%, сега веќе го нема. Мене ова малку не ми е јасно, а врз база на што е ова исчезнување, како вие што рековте, еве, подкаст Радар од политичкиот радар на четворуица во блиска минато интересни лидери во албанскиот корпус. Прво, Кампус, кај Гаши е многу едноставно замине председател на собрание и он има клучна улога во рамките на државата, ама во политичкиот живот и во рамките на партиите нема. Да, и откажувањето од лидерска позиција во партијата. Ама мора по Знам. мора. Кај Таравари, кај Села и кај Тачи, му се случи она што Али Ахмети му го прави буквално на сите лидери. Тоа го очекував да го на чујам. сите лидери кои што некако пробале да го Не загрозат. можат ли да видат што им прави Али Ахмети? Не можат ли, Не знам, професор, јас, да видат? јас, па биете, Село од 4% во 21 сега го нема по анкети. Таравари беше симнат од медиуми, од јавност, од Таравари од актуелност. 2,7% сега е на 0,6% претходната година воопшто и го немаше. Значи, како да кажем, јас и кога Таравари 24-та, кој беше дел од моменталната власт, и имаше солиден рейтинг, што ветуваше. Да, ама топло-ладно однесување, Ветуваше. неконзистентно Пазете, однесување. значи Таравари тогаш имал поголем рейтинг и од Меджити, Да. и од Касами. Ја да 20 на колку дела му е поделена партијата. 24-ти Таравари имал 2,7% рейтинг, Меджити 1,9%, Касами 1,4%. Сега Меджити Сега има Меджити оди 3,9% нагоре, овој го рейтинг, овој го нема. Али го нема. Јас и тогаш имам еден многу близок пријател од студентски денови кој што беше во обкружувањето на Таравари, дури тогаш беше и заменик министар, му кажав, отворено му кажав. Да. Толку ли не гледате што ви прави Али Ахмети? Ќе ве повлече, ќе ве потоне, нигде ќе ве нема. Па така почна со ПДП, Апсолутно. па ДПА. Па ДПА. Се обидува па со да. вреди, не му успева. Не му успева со Знаеш вреди, зашто? ради тоа што Го знаат. мислам Од дека кај него се изнедрени. апсолутно мислам дека и Меджити и Касами кои што де факто и де јуре се промовираја ко двајца лидери во вреди. Оди полека таму оди процесот на нешто. Ја И држат јас, тврдата реформска линија. јас и ти сме го дискутирале на многу дебати дека они мора да направат еден политички субјект. Да. Мора да направат еден политички субјект. Гледаме дека Еве го процесот прават, е го почнат. направија. Процесот е почнат и полека, ама и резултатот од тоа го гледаме. Ако се не вратиме чекор назад на партиите, прв пат вреди како политички субјект има поголем рейтинг од тој. Да. Да. Некој ќе каже мале, Што е малку незначителен. чудно. На власт се критикувани се. 0,3% е разликата, ама веќе трендот Ама е разлика. Ама е разлика. И е Пазете, тренд, што велите. Дуј од 8,9 паѓа на 4,8, што е сериозно губење на поддршката. А они полека како политички субјект, ние порано правевме некои весели математики, ќе ги собираме, олку имало движењето на Меджити, олку имал Касами. Механичко собирање никој пат не излегува на крај како што треба. Ама, сега како еден субјект вреди, веќе го поминуваат Дуј. Ај вака. Алијанса на албанците беше добро позиционирана партија наназад 5, 6, 7 години.
Сега е поделена на 3 дела. Делот на Таравари, делот на села, делот во Вреди што остана. Што значи тоа за една политичка партија? Политичко самоубиство, ве гледаме што значи. Да. И еве резултатите тоа. Еве ги го резултатите покажа. се Го тие. покажа. Да, може Таравари со поддршка на Дуј го освои Гостивар, ама не смееме да забораваме дека првиот круг немаше цензус, не излезе никој. Што имаме сериозен проблем ние имаме со гласачкото тело во Гостивар. Тоа не е кој што беше победа на Меджити во Сарај и во Чаир. Да. Што имаме кристално чисти победи на Вреди во Сарај и во Тетово. Па резултатите во Струга исто кажува. Во Струга Села исто беше кажува. таму. Села беше апсолутен владетел, Да. ајде ако сакаме да кажеме на Струга, гледаме сега дека е политички губитник. Во секој случај мене ме радува тоа што Вреди се хомогенизира и полека зема еден раст. Некој имаше еден спин, Мицковски избега од изборите и се исплаши од резултатите, ме гледаме дека бројките Од кој резултат? бројките нешто поинаку кажуваат. Кажува. Ако ние 24-та левици имала 3,6% и освои околу 80.000 гласа, СДСМ со 4,9% сега ќе биде околу 110-115.000 гласа, што е пак под Ма она што катастрофална е работа за го освоија. Ама ВМРО Мене иште ми се бендисува таа. апсолутно, тоа е, многу пати сум го кажал, тоа е на штета на самата држава. Кога вие немате силна опозиција која што Така треба да е. биде коректив на власта, значи ние треба да бидеме среќни ВМРО ДПМН и Мицковски да бидат на она што до сега го правеа и да не почнуваат веќе да забегуваат во некои непосакувани правци, за да може Професоре, државата да оди напред. Пред да запливате и да се позиционирате солидно во академската фела, бевте и политички активен. Вие знаете што значи политичка партија, знаете што значи действување на политичка партија, така, апсолутно. знаете што значи политичка битка. Ве молам на едно прашање да ми одговорите. Што и се случува на СДС и се претвори во партија соопштение и партија пресконференција со промашени таргети и во соопштениите и во темата на пресот. И се случи Зоран Заев и неговата продолжена рака Венко Филипче. Значи, кога вие од партијата ќе отстраните едно цело, ајде да кажам, интелектуално крило, кога вие ќе отстраните луѓе кои што се критички настроени према вас, кога ќе се затворите во една мала група на луѓе, кога ќе меѓу себе ќе се лажете колку сте јаки, без да излезете да прошетате, да видите што вас ви се случува во поширок контекст, тогаш бројките ќе ви изгледаат вакви. Кога вие ќе исклучувате членови на политичка партија или на вашата партија за кажан збор во медиуми, тогаш што друго освен ова да ви се случува. Ај сега да видиме другата матрица. Знам си се стабилизираше. Како на државно ниво со 6 пратеника и со министри и директори, на локално ниво во најголемата општина во Куманово, ама и со советници во едно 30-тина општини. Така е. Имаше една појава да еден нивни член, пратеник, искаже став, стојалиште, мислење, малку поинакво од партиското и лидерот на Знам, мојот пријател Максим, вели, кај нас е тоа дозволено, тоа е негов личен став, нашиот партиски став е познат, неаме намера никого да исклучуваме за таква работа. Го анализирав малку јас тој пратеник, не е баш така како што го представија во јавноста со изјавите, нешто извадено од контекст, нешто тој се поправи, ама видија разликата во матриците сега. Овие велат да може да изјавува, се додека не наштити на интересите на партијата, на коалицијата и на власта. До тогаш можеме да го сватиме тоа. А овие исклучуваат. Тоа е демократскиот капацитет, лево и десно е различен. тука Или не на чека. другата страна е различен. Тука вече. Ајде да се вратиме чекор Ајде. малку поназад. Ајде. Во време на Христијан Мицковски имаше обид да се направи вонреден конгрес. ВМРО ДПМН никој од тие луѓе не е исклучиот. Исклучија, да,
луѓе кои што директно наштетија на македонските национални Тоа е интереси. декември 20, јануари, февруари, март, април 21 Да, година. спрва тој период. Јас во еден друг медиум, во еден друг Така е. подкаст реков, не ви треба два конгреса, само еден и следете го меинстримот. Ама Секој тогаш- пат ВМРО победувал. Тогаш раководството на ВМРО ДПМН покажа сериозен Така, демократски капацитет. така. Можеше анблок да ги исклучи сите тие луѓе кои што некако излегоа на пресконференција. Па минатото им покажа дека тоа не е продуктивно. Така е. Да, Подалечното минато. Подалечното. Имаше исклучување. Значи имаше ама на луѓе кои што директно наштетија на македонските национални интереси. И беа буквално избришани и требаше. И така ВМРО покажа дека нема никаква врска со предавствата кои што тие неколку луѓе ги направија. Сега ние гледаме дека исклучуваат закажан збор. И што е најлошо од се, луѓе кои што немале никаква допирна врска со ВМРО ДПМН, вие ги сатанизирате, натемисувате дека работеле на овие бројки, на овие проценти. Ја мислам дека на ВМРО ДПМН никој не му треба да работи во негова корист, освен самото себе. Особено не од СДСМ. Поготово не од луѓе од Тешко СДСМ. на ВМРО ако некој од СДСМ работи во интернет. Освен самите себе. Молим лепо. Да. Или она што веќе го поставија како дискус, или како курс, треба да продолжат да го следат и нормално процентите тука негде ќе се движат, зашто може да има плюс минус 1-2% и тоа е природно и нормално. Пазите, во време на избори, значи ВМРО ДПМН имало 22,7% доверба. Во време на кога нема избори, Протекување на власт Да. во први 2 години од мандат, повелете 24%. Зголеме. Зголемен, да. И сега ние што да очекуваме повеќе? Стабилизиран на лидерот и на партијата. На партијата, апсолутно. Добро, така. тоа се бројките, ама тоа се и ставовите мислењата на граѓаните, а граѓаните се избирачи, граѓаните дават легитимитет, граѓаните дават власт и граѓаните одземат власт. Апсолутно. Самиот поим демократија е демос и кратос. Па да. И се јасно е што е народ и тоа не е. Ајде овие бројки да ги гледаме кроз едни поинакви, низ едни поинакви призми. Ова истражување е малку пошироко и го имаме проектот Safe City, кој за мене е најголем проект. Го имаме проектот Нов закон за пушење и гледаме дека и тука има голема, да не речам, енорма поддршка од граѓаните, а особено овој вториот не е популарен за пушачите. Јас сум антипушач, не пушам и ја поддржувам амблок ваков закон. Ама гледаме голема поддршка. Бидејќи двата, зошто ги кажувам двата проекта? Бидејќи двата проекта се за животот и здравието на граѓаните, јас велам дека сепак оваа власт не току така го добила овој рейтинг, Safe City ни даде и нова сообраќајна култура, Апсолутно. заштедува животи, се грижи за здравието, а овој закон то прв треба да покаже дека ние стануваме културна нација, а не да имаме ресторани, хотели, кафичи задимени, каде што најчесто тамо младите се собираат. Јас многу често кога дискутирам Вашето мислење за овие проекти? и со моите пријатели и моето поблиско подалечно окружување, клучното прашање што секогаш го поставувам е дали ти кога ќе излезеш надвор од Македонија носиш каиш, додека возиш? Носам. Дали почитуваш сообраќајни знаци, паркираат каде што треба? Да. Што е тогаш проблемот? Втор момент, дали кога ќе одиш надвор од Македонија, ако си пушач, пушиш каде што е забрането пушење? Во кој локал во рамките на земјите од Европската Унија е внатре дозволено пушење? 21 век е самите информации ни се достапни на минута од нас, на 30 секунди од нас, сите имаме и телефони, и интернет, можеме одма да провериме. И тоа се некои вредности и норми кои што ние сакале или не мораме да ги имплементираме за нас. Јас многу пати и многу често сум кажувал дека она што е европски закони, европски норми, ние треба да ги имплементираме за ние побаво да живееме. Во Македонија. Тука А кај не нас. примерни сме само А не ние да бидеме примерни кои ќе одиме надвор од Табановци или од Богородица, а дома да си бидеме бажибоздук кој што сакаме да правиме. Јас сум поддржувач и на едното и на другото. Иако чат пат знам да бидам во на графа на пушачи, чат пат. А добро, тоа е Но
Индивидуално однесување кон самиот себе, но кон средината треба да ги почитуваме нормите. Апсолутно, но никогаш не ми се случило на места каде што било забрането пушење, да речеме, бај донеси ми пепелјара, ми е гај. Ова е добар став на еден професор кој воспитува и образува деца. Апсолутно. И јас и секогаш Пример треба да биде. и секогаш кога сум спорувал и кога сум кажал, викам, ја не сум професор само во училната, во каде што сум, јас сум и надвор, и столика зборувам со моите пријатели, другари и сегде. И тоа е рол моделот кој што ние треба да го презентираме, не само во училна. Зошто? Јас не би се задржал само на Safe City и на законот за Ги дадов како за пример. пушење. Ние имавме еден процес на билатерален скрининг со Европската унија. И многу од законите кои што следниот период се менуваат или треба да се менуваат, се производ на тој билатерален скрининг. И мене ме радува фактот што владата го прави тоа што го прави, ги зема сите тие документи, ги чита и сериозно работи на реформи. Затоа и јас веќе кажав, 2 пати земаме средства од тие фондови на Западен Балкан, планот за стабилизација, што некој го препознава сето тоа. И пак не треба ние тоа да го направиме за да му се додвориме на некој во Брисел. Ради нас треба да го направиме самите. Ова првата фаза конечно на култура на законие, која е многу ни отсуствува. Јас многу сум против на тој момент. Јас имам човек. Седи ужива, јас ќе страдам, јас имам човек. И се обидувам да не го практикувам тоа нешто. Значи, дури кога треба да се чека ред, и си чекам ред, иако сум можел да го заобиколам редот, заради тоа што тоа треба да ни биде пример. Дека ние треба да ги оставиме институциите да си работат работата, ние да ја почитуваме нивната работа. Тоа е првиот симптом на корупција. Така е. Преку врски. Така е, апсолутно. Сега, на кронизам. Процесот кој што треба да се менува. Непотизам. Ние да бидеме фер искрени, тоа не е нешто што можеме преку ноќ да го смениме. Тоа се навики кои што 30 години се сериозно имплементирани или навлезени во државата и во институциите. Но, ако требаше да почнеме пред 10 години, ако не почнеме сега по 10 години, пак ќе викаме дека требало да почнеме пред 10 години. Добро е што полека се менуваат работите. Јас не верувам во брзи резултати. Не сакам да зборувам за брзи. Па и нема брзи резултати, професоре. Преку ноќ. Па не може преку ноќ вие да направите сериозни резултати. Апсолутно не може. Поготово ви зборува човек кој што се бави екзактно со наука, таму нема брзи резултати. Го спомниме Ганди. Значи, Гандиевски е промената да ја препознаеш во себе. Значи, да ја живееш промената. А не само да ја пропагираш и да ја бараш од другиот. Тоа почнува во семејството и во процесот на образование. Тогаш се сведуваш на еден суров популизам. Да. А суровиот популизам е тесно поврзан со нешто што е лажење, ти веруваш, и тоест лажеш и уште што е полошо, веруваш во своите лаки, ако сакаш да бидеш убедлив пред. Да, Линколн како вереше многу одамна на американците. Ама тоа е нешто што нас не се случуваше во минатото. Сега да не се навраќаме на жички, на еден куп работи. Ја книга напишав Лагите во политиката. Конкретни примери дадов што све ни направија на национален и државен план. Така е. Сега имаме поинаков пристап. Зашто најлошо од се, кога вие имате проблем да ги ставите работите под тепих. Еден ден ќе излезе чудовиште под тој тепих. Многу е поприродно. Така е, многу е поприродно. Метафорички кажам. Метафорички. Многу е поприродно да ги кажете проблемите на маса и да барате решение за самите проблеми. И гледаме дека тие решенија се наоѓаат из диалог. Не е нешто што е наметнато, не е нешто што е од фиока извадено и имплементирано. Убаво кажано, едукативно. Ја секој пат повторувам, ние не сме само информативен подкаст, туку сме и едукативен, а професоре, вие сте најсоодветна лично за таа работа. Па не би рекол најсоодветни, има и многу други. Може да кажам дека сум најекспониран медиумски. Ајде, едно од најсоодветните. Ајде, ама не, знаете како, не. Има многу прекрасни колеги професори кои што едноставно не сакаат да бидат дел од ама професоре, да не сме многу сега лажно скромни, без да ми се налютите, кога ќе оспоредам оној младиот Самуил Малчевски,
од младите години, бунтовниот, оној Јас амбициозниот. да те се знаеме Видиш како ти текнува. Со овој сегашниот Вие се припадникот на знаеме. научната фела, мене Па, многу мислам. сериозно и затоа вечером ви се обраќам со вие, иначе Не можам јас се обидувам многу ама, давно на, сме. на гледачите да им кажеме 2004-та. Да. Тоа е сериозни години поминати во едно искрено. Само ради вашиот статус со вие ви се обраќам, нема да ми замерите и гледам не ми. Искрено другарување кој што е било Да. и дел на критика, дел Па, на фала размена Богу. на ставови. Фала Богу. Али на крајот на денот сме седнувале и сме Ама се- најмногу сме сакам пиеле кога ќе кафе. дојде период мене да ми критикуваат, да ми укажуваат, а ја и ти тоа, јас и вие тоа сме го поминале. Сме го поминале, И многу имаш тоа од да. помладите да научиш. Ева га една завршна фаза да одиме. На оваа власт ја останува уште 2 години и 2 месеца од овој мандат. Ке ве насочам на реформите. Ги имаме реформите веќе во подмината фаза. Следува фаза на многу битна фаза на имплементација. Верувате ли дека ќе издржиме до крај? Особено се однесува на администрацијата, на судството и на јавно-обвинителската организација. Иако не се за занемарување и другите области. Верувате ли дека оваа власт ќе издржи до крај, бидејќи знаеме реформите се болни, реформите се најтешки, ама мора да се спроведат ради самите нас, ради самата Македонија. Како едукатор, како човек кој едуцира, обучува, да не речам и тренира идни академски припадници на интелектуалната сфера, што мислите? Дали во втората половина од овој мандат ќе имаме нешто поконкретно во реализација на реформите? Оно што мене ме радува е тоа што изминативе 2 години ние гледаме една сигурност и стабилност. Не гледаме брзи решенија, не гледаме решенија преку ноќ. И тоа ми дава со право да кажам дека јас очекувам дека следните 2 години како ќе бидат години на работи, на реформи, поготово што самиот председател на владата најави дека дневно ги прати и ги мери перформансите на оние луѓе кои што ги избрал да бидат дел од неговиот тим, познавајќи, гледајќи дека е машински инженер, мислам дека многу екзактно го мери сето. Тој он кажа дека има луѓе од кои што е задоволен од сработеното, има луѓе од кои што не го исполниле она што било договорено, и има луѓе кои што ќе добијат соодветни сугестии и препораки како да продолжат понатаму. Затоа постојат и реконструкции. Апсолутно, видите, на крајот на денот самиот председател на влада ја гледа големата слика, ја знае големата слика и знае она што било договорено кога се седнало на маса да се договорат активностите и реформите што треба да се направат понатаму. И мислам дека ќе направи промени, самиот знае кои се, тука да не навлегуваме во персоналните промени, но ја не гледам ништо лошо во сето тоа. Нормално ако некој се чувствува заморен, изморен, ако некој не е на нивото на доделените задачи да биде сменет и реформите постои издржал свежа крв. И реформите да бидат со уште поголем интензитет во следниот Да. период во кој што ќе Да се засила. не следува, заради тоа што покрај тоа што тие се присутни на сите, како што споменавме, меѓународни битни настани, гледаме дека не заборавија дома. И гледаме дека дома сериозно ни се случуваат. Поранешната власт битката ја изгуби дома. Битката својот граѓани. така е. И ја изгуби битката во лажењето надвор. Да, мора и дома лаже. И дома лаже, ама Ние некако кажуваа вистината и манипулираа. така е. Ама надвор лажеа дека имаат све под контрола, на крај испадна дека бие се далеко од контролата кој што има. Сега гледаме на една нишка на искреност, која што колку и да не му се свиѓа, е должен да ја знае. И барање на решение на проблемите. Премиер ќе изјави не ветуваме нереални работи и не ветуваме промени преку ноќ, ја мислам повеќе искреност. И најдобриот болит. Од Да. 0 до 100 му требаат 7-8 секунди, а не на заспани институции и на држава која што ја наследи оваа власт како што ја наследи. Значи, процесот трае и ќе трае. Не може преку ноќ да се случи, зашто нас ни треба промена и во персоналните личните однесувања, промена во институционалните однесувања, нас ни треба секојдневни промени ако сакаме побаво да живееме. На страна од закони, на страна од акти, на страна од подзаконски акти.
Визави судството и обвинителството, знаеш, не можам да те пресирам колку и да Слободно се зборувај. обидувам, зашто пријателството е Слободно. поголемо Так, од пресирањето, но јас сум голем критичар на судството и на обвинителството. Сега имаме нов јавен обвинител кој што стапи на сидла оваа недела. Ја би му дал простор. И време. Простор и време. Првите одлуки се окей, пробува да видиме дали ќе става трет во самото обвинителство, зашто знаете како. МВР и да направи 300 истраги и 300 предмети да процесира во јавното обвинителство. Ако јавното обвинителство процесира 0, џабе работело Нема МВР. ресурси и организација на тие ресурски. Џабе и работело кикс. МВР. Знаеш што ме радува? Пред 2 дена изјави состојбата во обвинителството е хаос. Тој е прв јавен обвинител кој си Апсолутно, признава си каков признава. му е дворот. И тоа е тоа ме радува. првиот чекор кон решавање на работите. Ако вие дојдете Па и да. кажете дека све е окей, све е, а знаеме дека Тоа не е тепихот тоа е тепихот. и пепелта И излезе и покривање. призна. На некој му се свиѓа, на некој не му се свиѓа. Тоа. Ама човекот излезе и призна. Следниот чекор е ставање на ред. Па еве, веќе е изразен, вика ке деновиве следуваат од земање на овластување. Ние што сме поминале во тие редови, знаеме што значи Апсолутно, тоа. апсолутно. Значи ставање на ред, да се видиме кој работел, кој не не работел, работел. кој е ин, кој е аут. Така Кој е. е ред? Во однос на судството, гледаме дека и таму се случуваат реформи. Јас би ги почекал двата закони за јавни обвинители за судски совет. Тука негде се. Тука Второ негде се читање, прво читање при крај. апсолутно, да, но сите оние кои што даваат некакви си забелешки и смешни коментари дека власта сака да става рака, треба да се вратат чекор назад и да ги видат забелешките од билатералниот скрининг. Да. И тогаш сеќе е Им јасно. стане јасно. Сеќе е јасно. Очекувам сериозни промени, зашто очекувам и сериозна борба против корупцијата. Пак ќе кажам, Ја веќе ја гледам. третиот столб, да, во вториот, во владата. Првиот е собранието се бори, носи закони, вториот е владата, институција, третиот е судско-обвинителниот систем. Тука сме ние проблематични. Thank you. Тука сме сериозно проблематични и апсолутно држат сите забелешки кои што викаат ние џабе ќе сработиме ако судството и обвинителството го прават тоа што го прават. Ако вие сте фатиле врховен судија, што во една пирамида обштествена треба да е врвот, со подкуп како што е фатен со подкуп, и го осудите, И член на совет, судски совет, мори и судија кој синот си го намести судија, па мори и и свашта. судија кој што зидал со тоа е пари. најновиот е тој. Ама Не, за овој- парите били од земјоделието. Ама за Те овој молам, пари- професоре. Смешно е. Смешно е. Ако били од земјоделие, ќе Да, си има да. платен данок, ќе си има се и нема потреба А не да во ги зидаш зидот. во зид. Но, за првиот случај веќе имаме пресуда. Ако вие тој човек го осудите 2-3 години и при тоа ништо не му конфискувате, не покренете истрага за се што има да видиме од каде е, а некој на пазар сте го фатиле со 3 марули, 5 или да не зборам, болна тема ми е 27 април за човек што влечал за коса 10 години да го осудите. Тогаш вие сериозно имате проблем во судско-обвинителниот систем. Да. Сериозно имате проблем таму. Ајде да видиме што ќе донесат реформите. Јас очекувам сериозни реформи, сериозно отварање на многу предмети кои што беа судени по телефон. Тоа е неминовно. Сериозно чекам разврска, па ќе го спомнам и со бившето специјално јавно обвинителство. Со сериозните хонорари таму што се... Повеќе од сигурно. Да. Јас очекувам правда и за 27 април. Сериозно очекувам. Не амнестија. Правда за луѓето кои што под сомнителни околности беа судени за тероризам. Ама тоа- Крајно некоректни, нефер, осудени за дело што не го сториле. Апсолутно. Со докази кои што се помалци или Ама повеќе. 100 пати сум кажал дека има учество во тепачка, дека има Да. напад на вип личности, дека има Друг е нанесување моментот. на телесни повреди, Друг е моментот. Не може терористичко оние кои што загрозување, не случајно. оние кои што влегоја со маски и се крие Ба позади да, маските, да. нигде да ги нема. Не може оние кои што отворија врати и дозволија, си бил обвинител, не може да те пресирам, пак Одметнатите извини, служби се тоа, професоре. отвориле врати, кој што е прв чекор на се понатаму што се случиле да бидат амнестирани да добиваат тендери, Тоа се уставните патриоти, да што не бидат издадоа. амнестирани и да добиваат тендери, 8 те мислам. така да, а овие да бидат судени за тероризам.
Значи кој е тој судија кој што Било и тоа не поновило се. го направи. Така да очекувам сериозни реформи таму и сериозна разврска за овие случаи, ако ние сакаме да повлечеме црвена линија и да одиме чекор понатаму. Линијата е повлечена, ја мислам првиот чекор е направен, сега следува следните чекори, што би се Ете. рекле. Владата и собранието како прв, втор столб треба да ги обезбедат условите. Да. Ама внатре судско-обвинителните систем треба да ја повлече линијата, јас на таа црвена линија мислам ваму е јасно. Ваму имаме јасна да се определба. реорганизираат. Ваму имаме јасно определба и пак ќе се навратиме Престроја. на чекор поназад, нема поголемо признание од тоа што ние како држава два пати користиме средства од фондот за стабилизација. Таму првата дека не сме изолирани. Првата фуснота е борба против корупција. Па понатаму имате регионална соработка, европски пазари, така натаму. Првата е борба против корупција. Ако ја немате првата, ги немате надолу, а ние веќе два пати добиваме средства. Само за илустрација на гледачите и на слушателите, Србија прв пат ги доби сега во февруар 26. Прв пат ги доби средствата. И ова се на страната на Европската комисија во делот на Западен Балкан се ова јавно проверливи факти. Ние 25-та два пати користевме средства од тие фондови. Професоре, работите со млади, рете да завршиме со нив, тие ни се најбитни. Ситуацијата се вкупната клима, економска, социјална, ако сакате нормативна, правна, полека се менува на подобро, да се надеваме дека ќе се засили на тој план уште повеќе. Има ли надеж за младите во Македонија? Како професор, како оценки ќе даете на првите симптоми на враќање на млади и стимулирање за нивно ангажирање работно и животно во Република Македонија? И на еден начин некоја порака да даете за младите и да завршиме оваа емисија, тоа е со овој подкаст. Јас знаеш дека сум поклоненик на идеологијата на Гоце Делчев. Он во една своја реченица вака вика: труд и постојанство, тоа е силата што го прави човек највелик при секоја иницијатива. И нема поубава реченица, јас дури во мојот кабинет ја имам ставено како реченица, нема поубава порака која што можеме да им ја пратиме на младите. Државата полека се стабилизира, да процесе. Пак ќе се навратам чекор назад од 0 до 100, најдобриот болид му требаат 7-8 секунди. Но процесот ќе продолжи понатаму, државата ќе биде стабилна, ќе биде еден ден членка на Европската унија и нормално со самото тоа ќе се отвараат многу перспективи за младите. Да, некои реформи ќе бидат болни, но мораме да ги направиме. Поготово тука мислам на реформите во јавната администрација. Така да, вратите се отворени, просторот ни е тој, со многу труд и многу постојанство. Јас дури тој на моите деца му го кажувам. Дека во животот треба... Оттаму почнува компонентата воспитување и образование. Не може ништо преку ноќ. Да, моите родители мене ми оставиле соодветна подлога, јас ја надградувам таа подлога за моите деца и тоа е процес кој што трае. Родителите на моите родители оставиле подлога за моите родители, но без сериозен труд нема ништо преку ноќ. Мора сериозно труд. Како е трудот го чини човекот. Така е, апсолутно. И не е лошо да завршиме с тоа, бидејќи без работа нема ништо. Нема ништо. Нема движење, нема додавање, нова вредност создавање. Нема брзи резултати, нема стабилност, нема ништо. Професоре, вака така некако истеравме работа вечерва. Па не знам ја, толку брзо ли помина време. Не мене многу, овој кинескиот саат чатпат покажува, чатпат не. Па некаде околу саат време сме. Ама тоа и не е толку битно, Реков ја, ние сме и едукативен подкаст. За денес, не знам кои книги ви ги имам давано вам во минатото. Тие две ги немам. Видиш добро. Си водам добро. Видиш добро. Ради тоа што мојата библиотека нешто што е од мене купено, нешто што татко ми, дедо ми го имам наследено, од дедовците, е преку 5000 книги. Ми конкурирате сериозно, да не речам, сте ме надминале. И тоа е како сопругата моја вика, ама пак ли книги. Јас, професоре, сега да ги насмеем малку и гледачите, кога направив голем трансфер од кафана 24/7 во библиотека и читање книги,
Си ја збогатив ненормално приватната библиотека и имам книги и ретки, и убави, и секакви, и не желам што го направив тој трансфер, да ви кажам. Во овој момент ги читам мемоарите на Барак Обама, кога ќе првиот том Ги имам, не сум ги читал. Братучет ми ги поклони, ги имам. Првиот том е на македонски преведен. Сериозно добра книга, која што баш е онака кој ќе сакам да одморам од она што го работам. Ја се бавам сега со 4 книги на Винстон Черчил и се обидувам така да го читам Кисинџер, бидејќи за мене е многу актуелен сега. Во овој период отсуствува такви стратези, да, во овој такви период советници. Дефинитивно отсуствува. Да. Значи за вечерва ви ги поклонувам Селена на брендови, малото книжуле амбасадорче, за оние 4 други книги ги има овде. Бренд концепции, брендинг и 360 степени брендинг, во некоја друга прилика и Сонив ќе се дружиме, и толковникот брендинг, адвертайзинг и паблик релейшн. Со задоволство ви ги давам. Благодарам многу. Добре, од тоа знам дека сте запознаени, ама Со никој пат не е едно од прочитам, иако и првите книги кои што ми ги имаш дадено ги имам сите прочитано. Ви ветувам. И се составен делот од библиотеката која што е во мојата работна соба, значи она во дома. Ви ветувам во следна јавна прилика ќе ви ја дадам книгата Политичката, тоа ми е последната книга, Политичката партија како бренд концепт, или во подтекст, Политичката партија како организација која уче, напредува и постигнува резултати. Истранирана е 24 и 25 со голема политичка партија, покажани се резултати и бидејќи сте едукатор, ќе ви ја дадам таа книга и принтана и во електронска форма. Професоре, моите комплименти, јас уживам во маветот, за вас не знам. Дури не приметив кога помина час и нешто. Ќе си закажеме ние една друга средба, надвор од камерите, а се надевам дека во блиска иднина повторно ќе се видиме пред камерите. Уште еднаш голема благодарам за вашето гостување. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше за вечера подкаст Радар. Тоа беше мојот и вашиот гостин Самил Малчевски. Се надевам предизвикавме интерес кај вас. Моите поздрави до вас, да сте ми живи и здрави до следниот петок. Довидување.